Празни се улиците низ Ротинце, не само затоа што ротинчани се по нивите, туку веќе втора недела низ селото се излегува само за итна потреба. Комарците се насекаде, по дворовите, бавчите, балконите, улиците, грмушките. Лошо, многу лошо. Не изедува. Не се живи, тоа е очи, глава, нозе, све, руке, све ни се, еве го. Навечер има, преку ден, сваки момент ги има, сваки момент. Ова не било да се. Децата све се искасани, многу тешко, многу бегаме, сите се криеме унутра, а треба да повадиш бавча, да стока да нараниш. Не можеме да ги нараниш стоката, не може. Најмногу страдаат децата и повозрасните. Рацете и нозете им се разранети од убоди. Вела дека комарците се приспособили на миризливите средства, па сега ништо не помага. Која ќе испрскаат со инсектицид, мртвите комарци се собираат со купови. Цело време ги има. Па приквечер, леле. Роеви, а? Роеви. Леле. Сабајлека станав, ова беше овде пуно, ама синојќе, жените прскаа со нешто. Жителите на Ротинце бараат надлежните брзо да реагираат, стравуваат од заразни болести кои комарците може да ги пренесат. Не памтим во живот мој да ги имало волку, како што е сега. Не се издаве, ај, овде каде малку да искушем, и овде ги има. Нигде каде се, и собе влага, и све, не може човек ни да преспие рад, и ноќу па не се мирува. Ај сега, што ќе биде, биде. Треба помош малку, треба да земе некој тоа, да преземе некој мерки, да се испрска. Пред околу 2 недели реката Вардар се излија и ги поплави атарите на неколку села од општина Егуновце. Водата се повлече, но остави влага, идеална за размножување на комарците. Градоначалникот на општина Егуновце Тони Коцески не информираше дека на распишаниот тендер Центарот за јавно здравје од Тетово бил избран за да изврши запрашување против комарци, кое треба да започне за околу 1 недела. Доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје вели дека постои опасност комарците да пренесуваат болести, западно-нилска треска, маларија, денга и други. Сепак најчесто алергиската реакција од убодот. Болест предизвикана од тој популарен тигрес комарец, ендемски го има во Албанија. Ние по студијата во 2010 се уште го немаме, но не значи дека ќе го немаме. Зборуваме за ризик, можен ризик. Минатата година имавме неколку случаи кои за жал и летално завршија за западно-нилската треска, каде што резервоар служи, како резервоар служат птиците, а преносител е комарецот од врстата Кулекс. Потоа да не ја заборавиме и маларијата која може да ни биде увезена, импортирана, иако од декември 73 година или 1973 година Македонија е сертифицирана како земја каде што не постои маларија. Да не го забораваме и лаишманиозата, на песочниот каде што преносител вектор е песочната мува. Да не заборавиме исто и на денгата 2000 минатата година во Франција. Имаше, мада овде ризикот од таа болест е сосем мал. Така да диапазон на болести на кои Министерството за здравство постојано укажува, претежно болести кои го имаше во субтропските и тропските предели, но со климатските промени и со настанатите овие метеоролошки екстреми, како што беа поплавите, изголемената влажност и температура, може да се појават и кај нас. За заштита од комарците се препорачува носење облека по долги ракави и панталони, поставување мрежи на прозорците и безбедна употреба на инсектициди.